По речиси 2 години Шкендија е поразена во еден првенствен надпревар, и тоа од победа со резултат 0-2. Последен пат тоа го направи Шкупи на 26 октомври 2016. Непобедливите тетовчани вчера попуштија на одличната тактичка поставеност на црвено-белите, на прецизната трансформација од одбрана во напад и секако на одолевањето на јаловите напади на шампионот. Шкендија само 2 пати се закани во првото полувреме, кога Бојко и Жуниор не погодија. Од тогаш единствено Ибраими се обидуваше да го нападне голот на победа, но никако домајкините не успеа да поврзат напад за вистинска закана кон голот на Тофиловски. А гостинскиот голман со голема самодоверба и сигурност љубоморно го чуваше својот гол. Во вториот дел, целата конфузија на домајкините пред казнетиот простор се преточи во казна на двоецот Макота на Буезе, кога овој вториот стрелаше во 60-та минута. А Танушев, со гол постигнат во финишот, само потврди дека не секогаш фаворитот добива. Макота, на Буезе, може ли сам на Буезе? Може сам на Буезе, саме на Буезе, шутна на Буезе, 0-1, 60-та минута, ете го на Буезе со неговите индивидуални потези. Тоа е тоа што го бара Мегленски, тоа е тоа што го игра во второто полувреме на Буезе. Макота, ево зема Макота, можност за Макота и тој да се запише во листата на стрелци удира. Макота брани Захов и уште една што пропушта победа. Да го реши надпреварот и еве се уште е победа во напад. Уште еден удар, 2-0. 0-2 за победа. И повеќе од заслужено. Победа стигна до нови бодови во новата сезона пред мечот со актуелниот вице-првак Вардар. Од денеска па до недела прилепе домајки на 7-миот поред меморијален меѓународен надпревар во ориентација Пеце Атанасовски. Пријавени се околу 150 учесници од 11 европски земји. Организатор на оваа манифестација е ориентациониот клуб Златоврв со поддршка на општина Прилеп. На самиот старт не се стартува во група како на другите атлетски надпревари, туку стартуваме на интервал од една минута. На самиот старт земаме мапа на која што ни е обележана патеката, која што треба да ја поминиме, која што има различна техничка и физичка подготвеност за сите, поради возраста и полот на учесниците. Имаме учесници буквално од 7 до 77 години. Надпреварувачите на стартот значи ја земаат мапата и со себе треба да имаат компас за да ја осеверат мапата, без разлика дали е тоа професионален или за оние рекреативците може да биде само на мобилен телефон, за професионалци, рекреативци, млади, стари, жени, мажи. Денеска е првата спринт дистанца, а утре во близина на Вештачкото езеро ќе се одржи средната дистанца. Истиот ден е и средна дистанца кај селото Селце. Последниот надпреварувачки ден е резервиран за долгата дистанца, која ќе започне во близина на манастирот Свети Димитрија во Селце. Овој настан ја промовира ориентацијата во земјава, а и ги едуцира луѓето за важноста да се биде во природа, да се практикува здравиот начин на живот. Денеска е тажен ден за македонскиот фудбал, поради смртта на легендарниот голман во историјата на нашиот фудбал, Благој Статов. Легендарниот македонски голман по долга болест почина денеска во 71-та година од својот живот. Истатов е роден на 5 април 1947 година во Струмица. Од најмала возраст почнува со фудбалот во својот роден град, при тоа одбирајќи ја голманската позиција. Својата играчка кариера ја почна во Беласица, како негов матичен клуб, од каде во 1968 година дојде во Прилепска Победа. Со своите одбрани на теренот, но и сите одлики вон теренот кои го красеа како голем човек и искрен пријател, ги освои симпатиите на прилепската публика. Со голем успех го носеше дресот на Победа се до 1973 година, кога на проштален надпревар со ОФК Титоград се прости од Победа и прилепската публика и кариерата ја продолжи во Белградски Партизан, каде со голем успех настапуваше 3 сезони, а интернационалната кариера ја градеше во холандскиот Утрехт од 1976 до 1978 година. Беше дел и од поранешната југословенска репрезентација. По крајот на играчката кариера беше тренер на Беласица и повеќе домашни клубови, а беше и дел од стручниот штаб на македонската сениорска репрезентација. Изминативе години натаму беше активен во фудбалскиот живот, како член на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, но и преку еден од најдобрите домашни спортски комплекси во Дојран, кој е подготвителен центар за голем број фудбалски екипи. Во 2015 година од страна на Фудбалската федерација на Македонија доби посебно признание плакета за животно дело.
Истатов официјално се прости од фудбалот во 1982 година на спектакуларен надпревар во Струмица помеѓу Беласица и Партизан. На трибините повеќе од 15.000 љубители на фудбалот го поздравија голманот кој ја прослави Струмица и Македонија. Погребот ќе биде утре во 13 часот во Струмица.